Премиерот Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарско прашање во однос на вчерашната изјава дека набрзо ќе има избори, посочи дека во моментот фокус на владата се реформи и консолидирање. Избори, како што рече, ќе се одржат пролетта 2028. Премиерот истакна дека приоритет сега е зголемувањето на економската активност и подобрувањето на животниот стандард на граѓаните. Според него, иако постојат политички реакции на неговите изјави, владата останува фокусирана на реализација на програмските цели. Мицкоски додаде дека предпочита редовни избори во 2028, но нагласи дека неговата партија е секогаш подготвена за изборен процес и во 2027, доколку се појави таква можност. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска го пушти во употреба вториот дел од призењето од реконструираното одделение за управни работи Скопје, сместено во зградата на МТБ. Со завршувањето на оваа фаза целосно е ставена во функција нова модерно опремена шалтер сала со над 10 шалтерски позиции, како и дополнителни канцеларии за вработените, санитарни јазли и кујна, но и посебен простор за чување и складирање на досиеа и материјали од трајна вредност, велат од ресорното министерство. Во почетниот период во рамки на новата шалтер сала ќе се обезбедуваат услуги поврзани со постапките од областа на возилата, вклучително и шалтер Безбеден град, наменет за проверка и ажурирање на контакт податоците на граѓаните, со план за понатамошно проширување на услугите согласно потребите. Со завршувањето на оваа фаза во функција ставаме современа шалтер сала која ќе овозможи побрзи, поефикасни и поквалитетни услуги за граѓаните, но и значително подобри услови за работа на вработените. Продолжуваме со јакнење на капацитетите на Министерството и модернизација на услугите што ги обезбедуваме, вели Тошковски. Во текот на изминатата година министерот подсетуваат од Министерството веќе пушти во употреба 8 нови канцеларии на управни служби низ државата, со што значителен дел од граѓаните добија пристап до побрзи и подостапни услуги кои претходно не им биле достапни. Вештачката интелигенција веќе не е иднина за која зборуваме теоретски, таа полека, но сигурно станува дел од секоја училница и од секој навието на учениците. Прашањето што денес го отвораме не е дали таа ќе влие врз образованието, туку како ние ќе го насочиме тој процес, порача министерката за образование и наука Весна Јаневска. На денешната панел дискусија од кампањата Магијата е во знаењето, посветена на улогата на вештачката интелигенција во образованието. Министерката истакна дека образованието и науката активно ги следат современите образовни трендови со посебен фокус на развојот и примената на вештачката интелигенција. Континуирано спроведуваат анализи и мерки преку системски пристап со цел на времено и суштинско прилагодување на образовниот систем. Посебен акцент, како што нагласи, се става на континуираните обуки за наставниот кадар, со цел наставниците да бидат подготвени за новите дигитални алатки и промени во наставниот процес. Представниците од академската заедница нагласија дека вештачката интелигенција веќе го менува начинот на кој учениците пристапуваат кон знаењето, но дека предизвикот останува во развивањето на критичко размислување и правилната употреба на алатките. Меѓу учесниците на панел дискусијата беше и 11-годишниот Македон Димитровски, ученик во меѓународното училиште Нова Скопје, познат во јавноста како исклучително надарено дете со интерес за математика и јазици. Неговото учество внесува дополнителна инспирација во дискусијата, како пример дека љубопитноста и љубовта кон знаењето се развиваат уште во најрана возраст, а потенцијалот кај децата може да се препознае и поттикне уште во фаза кога новите технологии се повеќе го обликуваат начинот на учење. Панел дискусијата отвори повеќе клучни прашања од примената на вештачката интелигенција во образованието, имајќи предвид дека учениците се почесто ја користат во секојдневното учење. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски се обрати на отворањето на третата регионална конференција на сметководители и овластени сметководители, истакнувајќи дека дигиталната трансформација представува суштинска промена во начинот на функционирањето на државата, бизнисот и граѓаните. Андоновски нагласува дека целта на процесот е намалување на административните бариери, помалку хартија, побрзи постапки, при што бизнисот не треба да биде оптоварен со носење документи меѓу институциите, туку податоците да се разменуваат електронски. Посебен акцент Андоновски става на платформата за интероперабилност, преку која институциите меѓусебно разменуваат податоци.
Тој информираше дека е забележан околу 120% раст на трансакциите на платформата, што според него покажува зголемена употреба на дигиталните алатки во јавната администрација. Министерот го истакна и значењето на националниот портал за услуги кој треба да стане централна точка за пристап до државните услуги, со цел поедноставување на процедурите и подобра услуга за граѓаните и компаниите. Тој порача дека сметководителите имаат важна улога во процесот на дигитализацијата. Андоновски заклучува дека вистинската вредност на дигиталната трансформација се гледа само кога граѓаните и компаниите реално ќе почувствуваат олеснување во секојдневните поставки, нагласувајќи дека целта е поедноставена и поефикасна администрација. Фондот за здравствено осигурување ја разгледува можноста да се зголеми породилното отсуство на 12 месеци, информираше директорот Сашо Клековски, кој воедно посочи дека се прават анализи низ кои треба да се утврдат и финансиските импликации од евентуално таквата мерка, но и незините потенцијални ефекти. Се обидуваме низ анализата да видиме колку се тие боледувања пред и после породилното поврзани со истиот процес на бременост. Во зависност од тоа може да видиме како може да го подобриме механизмот. Бидејќи ако имаме чести пред и потоа боледувања, според мене треба да мислиме и на промени во системот на породилните отсуства, рече Клековски. По реакциите за доцнење на исплатата на парите за породилното отсуство, пак Клековски вели дека проблемот е што се обработуваат рачно и во тек е воспоставување на стандардизиран систем, со кој нема да се повторува тоа во иднина. Под предпоставка дека Иран ќе се согласи да го исполни договореното, што можеби е доста оптимистичка предпоставка, веќе легендарната операција Епски бес ќе биде завршена. Исклучително ефикасната блокада ќе овозможи Ормускиот теснец да биде отворен за сите, вклучително и за Иран. Ако не го остора тоа, бомбардирањето ќе започне, за жал ќе биде на многу повисоко ниво и интензитет од претходно, напиша американскиот претседател Доналд Трамп на социјалната мрежа Truth Social. Аксиос денес објави дека Белата куќа верува дека е близу до постигнување договор со Иран за меморандум за разбирање од една страница, што би ја завршил војната и би поставил рамка за подетални преговори за нуклеарната програма на Иран. Американската страна очекува Иран да одговори на неколку клучни точки во следните 48 часа. Се уште ништо не е договорено. Извори тврдат дека преговорите сега се најблизу до договор од почетокот на војната. Според нацрт договорот, Иран би се согласил на мораториум за збогатување на ураниум. Соединетите американски држави би ги укинале санкциите и би ослободиле милиарди долари замрзнати ирански средства. Двете страни би ги укинале ограничувањата за преминни со Ормускиот теснец. Иран ќе прифати само фер и сеопфатен договор во преговорите со Соединетите американски држави за прекин на војната на Блискиот Исток, изјави денес неговиот министер за надворешни работи Абас Аракчи, додека американскиот претседател Доналд Трамп вели дека е постигнат поголем напредок во процесот. Ќе направиме се за да ги заштитиме нашите легитимни права и интереси во преговорите. Прифаќаме само фер и сеопфатен договор, рече Аракчи во Пекинг по средбата со кинескиот министер за надворешни работи Ван Хи, објавија иранските медиуми. Тој не коментираше директно за понудата на Трамп за пауза на американската операција за придружба на бродовите околу Ормускиот теснец, што претходно беше понудено како поттик за постигнување договор меѓу двете страни.